Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово се одржа духовна академија. На неа беа доделени епархиски одличија и благодарници на оние што духовно, интелектуално и материјално придонеле да профункционира новата Тетовско-гостиварска епархија. Денес се собравме на овој свет чин да му одадеме благодарност на Бога, затоа што со Негов свет благослов, ете за прв пат во поновата историја на Македонската православна црква, токму новие благословени простори, натопени со многу подвиг и молитва, со чиста вера, но и со маченичка крв, со одлука на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, толкму пред една година се создаде и почна да функционира Тетовско-гостиварската епархија и се постави првиот митрополит. Возлюбени во Господа, ваков аманет е голема одговорност за сите нас, за надлежниот архиереј, свештенството и верниот народ. Ни се даде голем дар, но и голема одговорност. Сите заедно да работиме на нивата Господова, да стане таа нива плодоносна. Сме преживеале многу различни нешта како македонци во овој дел на нашата земја. И сте увиделе дека нема поинаков начин за успех, освен со Бога и со црквата. Но доколку тоа го правиме искрено и од срце. Митрополитот господин Јосиф им се заблагодари на сите што помогнале и им порача благодарноста да ја прифатат не како пофалба, туку како мотив за грижа за црквата. Вам, почитувани, уважени браќа и сестри во Христа Господа, кои во овој изминат период несебично се вложивте на начин на кој вие можевте и духовно, и интелектуално, и материјално, нашата епархија да почне да функционира, да покаже дела и да ја остварува својата мисија. За ова сме ви особено благодарни на сите и надевајќи се на вашата љубов и понатаму го молиме милостивиот Бог да ве дарува со многу добра. Затоа собрани вечерва овде, ја имаме таа чест и символично да ви се одолжиме за тоа што сте и понудиле на Светата Црква. Знам дека како православни христијани сите сме свесни што говори Светото Евангелие. Гледајте да не ја покажете својата праведност пред луѓето, за да ве видат, инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. И така кога даваш милостиња, не разгласувај, кога даваш милостиња да не знае твојата лева рака што прави десната рака. Но нашата благодарност како архиереј на оваа ново формирана епархија, кон вас, оваа благодарност приметеа не како пофалба, но како мотив и како грижа за својата мајка црква. На Духовната академија беа доделени 15 епархиски одличија и 60 благодарници.